Секогаш се радувам кога со вас, почитувани гледачи, споделуваме убави работи. Една таква убава вест ќе споделиме и денеска заедно со вас, со мојата денешна гостинка, битолчанката Стефанија Милевска. Воедно се работи за промоција на нејзината нова песна и видеозапис за Разбудиме. Здраво, Стефанија, пред се. Здраво, Ана. Ти благодарам на поканата. Како што кажав, навистина е кога имаме вакви убави дела, убави работи да ги споделуваме со нашите гледачи. Ете една таква новост, деновиве пристигна од твоја страна, тоа е новата песна Разбудиме. Еве на самиот почеток би сакала малку повеќе да ги запознаеме нашите гледачи со новата песна. И пред се морам да кажам дека она што мене ми остави поголем впечаток се пораките кои што оваа песна ги носи. Па еве, кажи ни нешто повеќе за тоа. Епа вака, значи Разбудиме е дел од мојот прв албум, Ретроперспектива, таа е првата песна на самиот албум. Разбудиме во себе носи една многу силна енергија и потенцира адреналин и затоа самото видео си го побара тоа нешто и го представив тоа во видеото, што значи дека тоа што го снимивме тотално одговара со самата енергија на песната. Разбудиме, видеото беше снимано на повеќе локации, што значи дека тоа што го живеам јас постојано, значи тоа што се случува околу мене, јас го презентирав. Беше снимено во Битола, Скопје, на езерото Козјак, на нашиот парк Пелистер. И всушност тоа што јас го правам, односно кога возам со мојот мотор, јас размислувам многу и тие теми што јас ги размислувам ги пренесов точно во тоа видео. Пораките се всушност да се внимава, односно тој адреналин што го носи самиот мотор да биде во одредени граници, затоа што може да направи огромен проблем или да предизвика некои несакани ситуации, што не сакам ни да ги споменувам како возач на мотор. Секако да се крене таа свест за возачите, жените возачи на мотори, да се подигне свеста за нив, затоа што се многу ретки тука во Македонија и, пример, јас лично сум многу чудно гледана од страна на луѓето дека возам мотор. Јас не можам да сватам зошто тоа е така. Тоа е едно од нештата. Друго исто така, кога возам мотор, всушност таа природа што ја гледам и тоа што го доживувам, сакав да го представам и дека тоа е тој филинг, тоа е тоа чувство што го предизвикува тоа возење. Друга страна, значи, се представени и моите другари моторџи кои што возат малку побрзи мотори и всушност тие што имаат проблем со адреналинот и пораката моја е дека адреналинот кој е за себе докажување е всушност проблем. Значи, треба да се користи правилно тој адреналин. Друго нешто што исто така сакав да го представам е тој адреналин во колите што се случува, тоа е истото како со моторите. Значи, општата слика е всушност да се внимава. Значи, се што е надвор од границите е проблем. Така, морам да признам дека навистина одлична, но пред се силна порака која што пренесуваш преку твојата нова песна Разбудиме. Кажа дека спотот е снимен на неколку локации низ Македонија. Ете, ќе имаат можности нашите гледачи да погледнат дел од сето тоа како изгледа. Со оглед на тоа што твојата промоција беше онлайн, кажи ми какви се првите впечатоци од самите слушатели? Како реагираат на твојата нова песна? Повеќето се позитивни секако коментари, но имаше и некои негативни коментари во смисла чудно е тоа како изгледа самиот спот, затоа што самата енергија која е представена во спотот е како да е сон. Тоа е малку чудно за примање доколку не се објасни и ако некој нема однос кон само видео. Тоа што јас го представив, значи преку видеото е сонот кој јас го доживувам и всушност сакам да се разбудам од тој сон, од тој цел адреналин што се случува во самото видео, јас сакам да се разбудам, да се вратам на стариот и мирен пат.
Тоа е всушност представено со филтри кои ја носат таа енергија. И тоа е малку чудното во спотот. Исто така, многу има реални кадри кои јас ги искористив од моето секојдневие. И тоа е всушност мојата идеја да остане тој old school момент, односно многу се стремиме кон докажување со видеата, секако треба тоа да биде по-фенси, не знам, нешто што веќе бега од тоа што сме ние. Значи, самата идеја беше да го прикаже тоа што сум јас. Значи, тоа што сум јас успеав да го прикажам преку тие реални кадри и затоа викам беа малку поделени некои мислења, но секако позитивни се многу коментарите, затоа што биле возбудливи сцените и така натаму. Така, која е екипата која што стои зад овој спот и песната се разбира во? Вака, значи, целосна продукција на видеото е на Welcome to Stefania's Music World, односно мојата продукција, затоа што веќе подолго време почнав да создавам своји дела, односно во сите видеа се јавувам како режисер, во сите мои 5 видеа досегашни, што значи дека веќе почнав да ја пренесувам директно мојата мисла. Монтажа на видеото правеше Александар Златановски, имав камермани ангажирано, Александар Мицевски, Даниел Дани Ивановски, кој беше исто така асистент на режија, Тања Ордановска, Елена Ристевска, дрон имавме исто така искористено, Коче Мушуланов, Дарио Јанковиќ и сите останати учесници кои беа и во Скопје и во Битола, голема благодарност до нив, кои што секако беа дел од екипата што возеше мотори, дел од екипата што возеше коли. Така, интересно е за тебе што тоа, освен што прекрасно пееш, прекрасно изгледаш, танцуваш одлично, ете сега сподели со нас дека дури си и самата која што ги режира своите спотови. Битолчани добро те познаваат, но пред скоро време те запозна и целата јавност во Република Македонија токму преку промоцијата на проектот Ретро Перспектива. Кажи ми, на што работиш во моментов, на што си посветен, на што можеме да очекуваме од твоја страна во скоро време? Јас постојано работам, значи тоа што е актуелно моментално беше видеото, затоа што имаше доста подготовки околу самото видео и самите различни локации си бара енергија и време. Јас работам и со студиото за модерен балет Анастасија, исто така да споменам дека и тие беа учесници во видеото. На најголемата група од Анастасија, кои веќе ме придружуваат и беа и во дел од самата промоција на Ретро Перспектива минатата година. Доста беше активна минатата година со презентацијата на албумот и сега допрва ќе има такви ангажмани, да кажам, со постојана промоција на мојот материјал. Моментална е таква ситуацијата, можеби не можеме гласно да ја промовираме нашата музика, но се надевам дека тоа во најбрз можен рок ќе се среди. За сега, секако тој материјал што сум го извадила може да се гледа на YouTube каналот Welcome to Stefania's Music World и на мојата Facebook страна Стефанија. Тоа е тоа, значи постојано јас работам на случајот, да кажам. Најактивна сум во школата Анастасија и секако спремам нов музички материјал. Ќе настапувам со соло перформанс како дел од проектот на Пелагонискиот регион, што значи дека повторно ќе ме има во Ново Руво со перформанс од девојчето со долгата коса. Што значи постојано сум активна, нема пауза во Стефанија. Така, навистина интересно звучи, очекуваме се што е ново од твоја страна. Јас ке ти се заблагодарам за одвоеното време и ти посакувам уште многу успеси во иднина. Ти благодарам од срце. Тоа, почитувани, беше разговорот со битолчанката Стефанија Милевска за промоцијата на нејзината нова песна "Разбудиме". Тука воедно го завршувам и денешното издание на емисијата Магазин. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте, а вие се разбира, останете понатаму на оваа фреквенција. До видување.